со атар од 16 квадратни километри, 720 хектари обработливо земјиште, 560 хектари пасишта и 1600 жители, земјоделци, сточари, селото Средно Коњаре е едно од поголемите села во Скопската котлина. Село Средно Коњаре се занимаваше со сточарство, претежно со сточарство и земјоделство. Овде имаше околу 15.000 овци. Сега денешната состојба околу 800 овци. Сега моментално работиме само јачмени и пшеница. Верувајте дека есенската сеидба помина без џубриво. Не фаливте? Никој. Не верувам дека има некој фрлено џубри. Па беше некаде околу 1700-1900 денари една вреќа. Стока имам негде околу 400 грла овци и негде околу 50 грла крупен добиток, односно говедо. Од овчево млеко 7 месеци не сум земал пари. 2 месеца ми дадоа, 2 не ми дадоа. Субвенции зедели за јагнина? Не, дадов барање, ланско, све што потребни документи, пашарина, платов, све тоа субвенции уште не сум земал. Зошто, што ти рекao? Ништо, вика, не знам, таму викат општината подрачна единица бев, вика ништо, нема. Можем да се пофалам дека имаме доволно земјиште одека, имаме земјиште, ама многу луѓе ги оставија, не ги работат. Регистрирани земјоделци нема овде. Зошто не се регистрираат? Па, знаеш како, кога се регистрира, значи, должен си содавачките кон државата и покрај сиромаштија, значи, само се оди надолу. Кредит имам побарано пред една година. Дојдоа од Прокредит банка, подпиша све што се вика и 4 трактори, земја, балирачки, комбајни, стока, меѓутоа, нажалост, ме одбија. Лани откупна цена на јагнето беше 100 денари и ја не знам по која математика ти можеш да гледаш, да просперираш. Затоа едно кило детелина лани беше 14 денари до 20 денари, исто кило јачме беше лани 22 денари. Ја имам могуćност, имам услови да чувам до 1000 овци. Меѓутоа, како што гледам времето како што иде, и овие 200 сакам да ги продадам, пошто не иде.